Почитувани, добар ден и добре дојдовте во Само вистина. Вечерва во студиото се Дејан Продановски, пратеник на ВМРО ДПМНЕ. Добре дојдовте. Добра вечер, добре И Илир Хасани, пратеник на ДУИ во Собранието, и за вас добре видите. Добре најде. Имаме многу интересни теми, се наближуваат и локалните избори. Еве ДУИ постојано бараат предвремени избори. Господине Хасани, премиерот Мицковски пред некој ден буквално затвори темата за предвремени избори. Она што на кое што ДУИ инсистира, се чини дека до локалните избори веќе нема шанси да има предвремени избори, но дали со заменувањето на Таравари од власта доби Европскиот фронт додадена вредност оглед на тоа дека еве сега коалицијата вреди се фалат буквално дека нивното мнозинство и натаму ќе расте, дека ќе имат нови претеници, еве ДПС се споменува како еден можен потенцијален партнер, дали ова на некој начин сега ги затвора позициите на ДУИ? Многу прашања офрливте ко за почеток ме нападнавте, али генерално е тоа е тоа. У принцип Мицковски еднаш рече он бараше да идеме на предвремени избори и ние го прифативме тој предизвик од страна на премиерот. Меѓутоа, после тоа, не знам од кои причини, се повлече од истиот предлог и рече дека нема да одиме на предвремени избори, што повторно е окей. Ние стоиме на ставот дека ние бараме и сакаме предвремени избори. Добра, имаше пред една година избори. Да, сакаме предвремени избори, тоа е став на партијата, заради исто да го потврдиме ние тој легитимитет за кој што зборуваме уште од почетокот. Меѓутоа и вака со бројки ние не сме лоши, не сме биле ни на почетокот лоши, ни сега не сме лоши, така да генерално ние не го спориме со бројки легитимитетот, ние сакаме да го потврдиме истиот тој легитимитет. А ако некој се плаши за да излезе на избори, тоа се бега од избори. Кој би се плашил? Кој може да спомене сега кој нема мнозинство? Па не знам кој се плаши, некој кој што не сака да иде на предвремени избори. Но дали е реално после само една година да се иде на предвремени избори? Зашто да не? Па така имаме на секој 3 месеци избори, за да се потврди истото. Добро да ги имаме ние бројките. Нема никаков проблем. Ние сега имаме 21 пратеник во нашата коалиција, а што се однесува до Влен, оние цело време си викаат дека секој ден ние ќе додаваме уште еден пратеник ќе ни се придружи на нас, али до сега ние реално не гледавме некоја агравација голема, освен со поделбата на овој Арбен Таравари, која си отиде. Добро, ама сега неговата пратеничка група се намали од 5 на 3 и еве има најави други од Европскиот фронт дека ќе одат кон вреди. Односно кон владино мнозинство. Имате информација? Па така пишуваат медиумите, зашто не не е проблем да пишуваат, оние пишуваат од почетокот дека некој од Европски фронт ние со истата риторика ние од почетокот. Добро, Мендук Тачи делува независно, тоа е Мендук Тачи делуваше независно баш на време за кога беше не најавен ни од Влен ни од било каде. Мендук Тачи си ја тера својата политика, така да апсолутно немаше, он делува независно. И тоа нити во почетокот, нити сега. Он делува независно, не знам колку 6 месеци веќе има што делува независно и он се изјави, рече дека ќе продолжам на патот на Алија Мети. Така беше последната изјава. Сега може ние што сакаме да шпекулираме, меѓутоа зборуваме со изјави. Ја не сум се сретнал со него сега да го прашам конкретно што мисли и каков му е планот. Меѓутоа ако судиме според изјави, министер за одбрана, ќе видиме што ќе се случи тука. Затворена е темата, така, господин Продановски, за предвремени избори. ДУИ постојано сака да биде дел од власта, бидејќи тие сметат, еве, ако јас да не испадне дека сега јас нешто вадам од контекст, меѓутоа вашите ставови се дека вреди не се легитимен представник на албанците. Дали според вас ДУИ не се снаоѓа добро во опозиција или што е проблемот? Добро, сметам дека ДУИ воопшто не се навикнати да седа на другата страна во парламентот. После 23 години навистина е тешко да се вратите и да бидете опозиција. Мислам дека прашањето за предвремени избори навистина непотребно и не и треба на Македонија сега таква екскурзија, затоа што имаме сега тест кој што се случува во октомври и мислам дека тука ќе биде познати појќе работи, а мислам дека од сега да се зборува за предвремени избори на вакво едно максимално мнозинство кое што го доби ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Твоја Македонија, вклучително и коалициониот партнер Влен, мислам дека нема основ да се бара предвремени избори. Гласачите минатата година во мај си го кажаа своето мислење. Добро, бројките сепак ќе одлучат да, и само би сакал да ве потсетам на ова како подпрашање што ми го поставивте, дека и во 2016 година имавме една ваква слична ситуација како лани во мај, па ВМРО ДПМНЕ замина во
опозиција, иако имаше Имате повеќе повеќе претеници, да. мандати. И мислам дека сега е време да се спрема ова држава за локалните избори и очекувам дека по развојот на нештата и по анкетите како што се, дека Република Македонија очекува еден период мирен, 3 години имаме следни без избори и дека тие години треба да ги посветиме на македонскиот народ, на македонската држава и дека треба да работиме за добробитот, односно за подобрување на квалитетот на живот на секој македонски граѓанин. Тоа е императивот на секоја власт што треба да биде. Сега, дали некој се лути затоа што не е во власта и не стана власт, навистина е безпредметно да се зборува. Гласот на народот е тој и мораме сите да го почитуваме без разлика каков е исходот за сите нас. Да. Господин Хасани, дуи постојано ја критикува владата, но најчесто од вашите забелешки се однесуваат во делот на тоа дека се кратат правата на граѓаните албанци. На што ќе го темелите сега сето ова и колку сте задоволни од една година функционирање на владата? Ја го да споменам на почетокот, имаше добар потек, гласаше за законот за реорганизација на владата. И ќе гласаме сите закони кои што мислиме дека се добри за народот. Тој закон го дискутиравме, го анализиравме и го изгласавме заради тоа што тој проект не беше почнат од ВМРО, туку беше почнат уште порано и е со препораките на Европска унија. Така да ние ќе гласаме секој закон и јас ќе гласам секој закон што сметам дека за граѓаните на Република Македонија ќе биде добар и ќе биде за добробитието и на државата и на граѓаните на Република Македонија. Без обзир на националност. Сите што живееме тука, ова е наша држава, јас немам друга држава. И сега, второто прашање, што беше во... Колку сте задоволни од оно што го реализираше владата во оваа една година? Реториката на владата е одлична. Еве на 23 јуни, така е, ќе биде една година од конституирањето на новата влада. Реториката на влада е одлична. Главните работи со кои што ние сме тргнале ова држава да ја сочуваме, и тоа од после 2001 не се почитуваат. Не се почитуваат основите, темелите на ова држава. Не се почитуваат правецот на движење на самата нашата држава, односно ние државата, односно владата работи ексцентрично од Брисел и се труди да наоѓа други партнери кои што не се од Европска унија, туку го менува курсот на движење. Не се прават тенденции за да се оди во правец кон запад, туку полека стрелките кон запад се намалуваат и затоа не сум задоволен со работата на владата. Може да подалеку од запад кога ние сме во НАТО веќе сега членка. Не знам од кај го гледате тоа? Па го гледам затоа што ние не ги правиме чекорите за да влеземе во Европска унија. Ние од моментот кога ова влада дојде се формираше, ние се одвоивме од Албанија во патот кон Европска унија. Проектот беше до 2029, а веќе Албанија му ветија дека до 2027 ќе биде во Европска унија, а ние сме заглавени исто така како што едно време не заглави Киро Глигоров 30 години, моите години од младоста ми помина чекајќи да влеземе во Европска унија. Исто како што беше во 2009 Груевски кога напушти некој од состаноците таму за влегување во НАТО и 10 години ни се одложи. Не го напушти сам Груевски, ако мислите за Букурешт, да, за Букурешт, заедно со председателот Црвенковски. Добро, заедно со Црвенковски, 10 години после тоа моравме да прифатиме полоша понуда од која што ја имавме пред 30 години, нели? Тогаш беше дека треба да го користиме, да го менјаме името само во односите со Грција, односно при размена на информациите со Грција, и сега го прифативме промена на името за меѓународно користење. Така ли е? Значи, ова е од позицијата кој што бевме пред 30 години, ние повторно го прифативме, нели, промените, меѓутоа сепак не се толку добри како што беа пред 30 години. Затоа сум вознемирен и затоа сум загрижен за битието на ова држава и за перспективата на нашите деца. Ја у ниеден момент не сакам следните 30 години да чекаме повторно за да имаме
да направиме некои промени кои што реално кад мора да ги направиме. Да. Ајде да слушаме господин Продановски, Добро. согласувате со што го вели. Воопшто не се согласувам, затоа што во овој период, еве, како што спомнавте и вие, во скоро една година, еве, за некој ден една година влада, мислам дека се направија такви меѓународни чекори што оваа држава не памети за толку краток рок без даден влог, односно без продавање на она што е свето и што значи македонски идентитет, јазик и така натаму, она што значи многу за македонскиот граѓанин. Стратешко партнерство со Велика Британија навистина не е менување на курсот на движење на државата. Сите политички партии кои што битуваат овде на територија на Република Македонија, сите имаат во своите статути во основањето дека единствениот пат кој што го има Република Македонија е токму кон западниот свет, односно полноправно членство во Европската унија и она што се случи членството во НАТО. Тие се организациите во кои што сите тежнееме да одиме натаму. Заекнување на партнерство со Соединетите Американски држави исто така сметам дека е во насока на тоа. Клучно за мене е потпишувањето, односно стапувањето на тој стратешки договор со Унгарија. И тоа е сериозна помош. И не значи дека ние ако развиваме нови пријателства, дека го менуваме курсот на движење на Република Македонија. Колку повеќе пријатели имате и во животот е така, толку е подобро. И сметам дека се движиме во вистинска насока и можеби овие чекори ако се преземаа од подамна, се согласувам со господинот Хасани дека можеби и поинаку ќе изгледаше оваа слика, но не се согласувам со тоа дека мораше па и тоа да го направим во 2019 и да го продадеме она што беше најсвето. Имавме пресуда на меѓународниот суд во Хаг кој што беше во наша корист. Имавме признањето и повеќе држави, така да 140 земји не признаја под уставното име и можеби ако имавме посериозна надворешна дипломатија, дека ќе беше малку поразлично од ова што е денеска, но еве и заложбите на владата во оваа една година мислам дека не враќаат на вистинските позиции онака како што заслужуваме. Ние ако сме мала држава, не значи дека треба да бидеме потценувани и секогаш да правиме отстапки по наше и свето. Имаме простор да преговараме и да најдуваме компромисно решение. Не значи отстапка само од едната страна и почитување на одредбите на некои договори само од едната страна. Тоа значи подеднакво почитување на обврските кои што се презели. И како што гледаме и се сомневам во ова што го кажува господинот Хасани дека Албанија би станала побрзо членка на во Европската унија. Само сакам да реплицирам ако може. Нели не знам како е формулирано. Кажете ми еден конкретен чекор. Молам, само еден конкретен чекор за Македонија за да влезе за интеграција во ЕУ. Значи, ја не можам да најдам еден конкретен чекор. У реду е пријателствата. У реду се пријателствата. Меѓутоа, за 2 години Албанија го смени курсот, го одвои курсот од нас, односно ние се одвоивме од тој курс. И Албанија 2027 ќе влезе во Европска унија. Ние немаме ни у догледно време немаме излезно решение. Не гледам ни едно излезно решение за да можеме ние да трнеме по тој курс. Добро, јас тука само еден конкретен, да. Добро. Па дали излезно решение ова што е со францускиот предлог? Еве сега го слушнавме вчера имаа телефонски разговор Муцунски и Георги Георгиев, бугарскиот министер за надворешни работи. Тие велат ние сега немаме никакви барања надвор од францускиот предлог. Меѓутоа за Македонија, за еден голем дел од македонските граѓани спорна е токму таа француска рамка каде што се влегува во идентитетски прашања. Не важи за Македонија она што важи за останатите земји, да речеме копенхашките критериуми. Сметате дека е во ред да се потпишат оние протоколи? Сепак за францускиот предлог мораме да бидеме искрени да признаеме немаше консенсус. Иако тогашната опозиција бараше, сметате дека на некој начин сега вие бевте дел како ДУИ, не велам вие лично, бевте дел од владата која што го избуксува многу набрзо тој француски предлог заради кој што заради таа француска рамка и таа преговарачка рамка Македонија сега блокирана. Дали сте свесни дали вие сте свесни дека ние немаме проблем со Бугарија сега? Ние немаме проблем со Бугарија. Овој договор не е со Бугарија потпишан, ова е со Европска унија. Добро. Така да ние немаме проблем со бугарите и со Бугарија. Ние имаме проблем сега со Европска унија. На времето Макрон го водеше и тој договор не е спорен веќе со бугарите. Немаме ние отворено прашање со нив, сега имаме проблем со Европска унија. Историска комисија денеска има во Скопје, следвани историчарите. Историјата не може да ве води вас кон политички договори. Историјата е работа која што се заснова на аргументи и факти.
Политичките договори секогаш се штетни за двете страни. Секогаш. Кажете ми еден политички договор во историјата кој што не е штетен за едната страна. Политичките договори за Европската унија знаете како е формирана. Кој се завршува милионската војна со милионски жртви меѓу Франција и Германија. И тогаш е направен политички договор за да историјата остане и да се продолжи кон Европска унија. Да, меѓутоа сега историјата е повторно во игра, тоа ви зборувам, дали ме разбирате. Еве историската комисија денеска во Скопје предлагаат Марко Цепенков и Никола Карев заедно да ги чествуваме. Сваќате зашто ви зборувам? Ја многу добро доколку Албанија имаше такви пречки, ќе беше лесно да се прифати тоа? Ќе беше апсолутно. Ќе беше ако е завршен договорот, ние треба да го почитуваме тоа што сме го договорили со Европска унија без обзир на тоа која влада ќе дојде. Тоа што се договориле на пример денеска или следните 4 години ВМРО, не може да дојде после тоа СДС или ДУИ или било кој да го смени тоа. Ние не поштуваме тоа што ние сме го потпишале. Добро. Овдека беа во Скопје и Кошта и Каја Калас, последното беше дека ќе има средба нели во Хаг на НАТО самитот, на маргините на НАТО самитот меѓу македонскиот и македонската претседателка и бугарскиот претседател. Гледаме сега таму ќе оди Желјасков. Не се знае дали ќе има средба, бидејќи Калас овдека во Скопје зборуваше дека постојат начини за некаква модификација, за некакви решенија да се дојде до приближување на позициите. Очекувате нешто во овој правец? Самите чекори ги гледате дека бугарската страна не е заинтересирана да го решава проблемот и добро спомнавте вие во вашиот вовед дека ние сме и како што кажа и овие европски представници при посетата во Скопје дека сме една несреќна приказна како Македонија. Тажно беше изјавата на Марта Косов. Добро, поправете ме. Убеден сум дека ако во минатото и овие договори кои што ги потпиша претходни влади и министри кои што доаѓаат од политичката партија на која што е член и представник во парламентот и колегата Вечерва, дека многу поразлично би изгледале работите. Не е проблемот во введувањето во уставот на согласно последниот попис на 800 граѓани кои што се чувствуваат како бугари овде во Македонија. Проблемот е подлабок и проблемот оди во насока на уништување на македонскиот идентитет. И тоа и сами и дури и граѓаните го забележуваат дека тоа нема да има крај. Овој договор, иако колегата рече дека да под покровителство беше на Европската унија, но сериозен притисок изврши и бугарската страна, која што виде дека има партнер на каде што може да го продаде тој договор кој што го продаде. И така, затоа сега ги имаме овие штети кои што ги имаме. Но мислам дека владава прави максимални напори за да ги вратиме позициите онаму кај што треба да бидат. И добро спомнавте, ако било која друга држава и вака и се задреше во идентитетот, во оние работи во кои што недозволиво е друга држава да се меша, тогаш навистина работите ќе беа поинакви и мислам дека други чувства ќе имаат граѓаните иако од Македонија кон таа друга земја, како што сега оние кои што се совесни и кои што го почитуваат она што е зацртано. Не може да биде Македонија држава од 45-та година наваму, како што сака бугарскиот сосед да ни наметне. Си имаме историја, си имаме долговековен јазик и не може се да биде бугарско во оваа држава. И од тука тргнуваат проблемите. Таа е единствената цел. Ако беше политика во прашање, ако беше чиста намерата на Бугарија да влезат тие граѓани кои што ги третираат како нивни граѓани, тогаш би била поразлична ситуацијата. Но проблемот е подлабок, но сега се некои задкулисни игри се представува дека единствениот проблем е тоа. Нема да запре тоа. Историската комисија нема да запре. Марко Цепенков се од Прилеп сум. Гоце Делчев е на дневен ред според моите информации за тоа. Минатиот пат претходната комисија исто така запна околу Гоце Делчев, да. И тие прашања и овие проблеми се додека не се застане и ова одењето, односно неодењето на представниците беше договорено, председател Радев доди на средбата. Председател со председател. Да, и се сменува тактиката сега на игра, што е нелогичен политички чекор на договорена работа и пак пријателите од Европа ја договори оваа средба и сака да седнат да разговара. Нашава влада покажа интерес. Во изјавите на премиерот видовме деновиве дека се спремни и без разлика на нивото на представници од двете држави, дека ние сме спремни да седнеме и да разговараме и конечно да ги затвориме прашањата. Да, но сигурно сте свесни дека ќе доаѓате на критики од опозицијата, како што и господинот Хасани вели, дека оваа влада не оддалечува од Европската унија, меѓутоа господин Хасани, дали како представници на политичка партија, ако сте Демократско унија за интеграција, ако сте представници на албанскиот народ, сепак
Има ли некакво сочувство, да кажам, во однос на тоа што им пречи, да речеме, на македонците во случајов? Бидејќи сепак е наша и заедничка држава и вие сте дел од оваа држава, секако? Апсолутно да. Јас, значи, не може тоа сочувство да го кажам као збор, меѓутоа стварно го чувствувам Сочувствувате ли со загриженост, за тоа ми беше прашањето? На моите сограѓани од национална етничка припадност. Меѓутоа, тие чувства треба да се надминат пред да избираме ние пат. Значи, ние на времето, кога сме одлучиле, без обзир на тоа што еден од нашите министри бил министер за надворешни работи, што ништо не значи во целата ситуација. Не знам, се го таргетирале бившиот министер, дека он бил албанец и он го минирал целиот ваков процес. Значи, вие апсолутно точно добро знаете целиот систем и владата како функционира како една целина. Значи, тоа е група и одлуките не се носат индивидуално. Никој не може да манипулира со фактот дека Бујар Османи на некое време се одлучил сам на своја глава да го спрема овој договор. На крај крајва тој договор е подпишан и гласан во собрание. Не е нешто што го гласал само Бујар Османи. Меѓутоа, сега во времето на ловци на вештерки, најдовте терминот за да може Бујар Османи, кој што во ситуацијата, нема да го спомнам више, во тогашната ситуација беше министер за надворешни работи и реално си ја вршеше работата на представување на влада во надворешната политика. Може да кажете дека Муцунски нешто може да прави без договор во влада? Може. Дали е тоа прифатливо? Зошто со два аршини се гледат работите? Кога треба, само да довршам, кога треба, например, ние да критикуваме, ќе кажеме дека Бујар Османи беше крив заради тоа што играше со националниот идентитет. Само да довршам мислата. Иницијатива за референдум, да се одлучи, само како подпрашање, и тоа ќе го одговорите. Дали би прифатиле вие сепак да одлучат граѓаните, дали сметат дека ова е начинот на кој што ние треба да влеземе и со такви услови во Европска унија? Апсолутно да. Добро. Референдумот треба да гласи кој е за Европска унија, кој не е за Европска унија. Точка. Што ќе гласи референдумот? Сега ние да го смениме договорот, немаме друг пат ние. Тоа е договорот кој што е направен со бугарите, односно со Европска унија, и ние треба еднаш за секогаш да го поштуваме тоа што е направено од претходна власт и да продолжуваме со тие чекори. Ја не гледам дека има друга можност. Све остало, све што се дешава околу тој договор е само фарса и на крај ќе прифаќаме и дури полоши услови и се плашам дека тоа дека тоа ќе биде после 30 години. Дали како Дуи, како дел од претходната влада, бидејќи јас најчесто се сеќавам на изјавите на господин Артан Груби и на некои други представници од Дуи, кои што велеа сега до нова година, до пред изборите ќе имаме 81 пратеник, постојано Европската унија беше убедувана дека тука има консенсус и дека ќе има 81 пратеник да се донесе, да се изгласаат уставните измени. На некој начин тоа е манипулација според мен. Дали заради тоа мислите дека граѓаните ве казнија на изборите? Не вас, туку тогашната влада, односно СДСМ. Нас не казнија граѓаните уопшто. Не, зборам за СДСМ. Да, за СДСМ. Да, иако Дуи беа тие кои што ветуваа најчесто дека ги има тие. Значи веројатно за жал СДС ги плати своите фактури на лошо интерпретирање на истите ситуации. Добро, но јас се сеќавам на изјавите на Артан Груби, тој најчесто велеше готово сега до нова година, па до избори ќе имаме 81 пратени. Цело време си кажуваат сега си кажуваат од власта, готово, утре ќе земеме сега толку пратеници од фронтот, од вамо таму. Тоа ти е политика. Ние зборуваме сега за факти и за аргументи. Ние зборуваме за факти и за аргументи, ние зборуваме за перспектива наша. Сум го кажал тоа и тука, стојам на истото мислење, дека ова решение нема да може да се промени. Нема да може ние да... Јас сум апсолутно убеден дека нема да можеме да најдеме друг начин, дека овој период се искористува само за политички цели, значи, за да може да се подигне рейтингот на владеачката партија во моментот. Меѓутоа, да се навратам, ќе ми дајте уште минута. Значи, на времето на владење на СДС и на Дуи, мислам дека односите со Бугарија и со тогашниот премиер беа многу
како да кажам, многу на високо ниво. Дури тоа се покажуваше со помошта што Бугарија ни ја даде на нас со вакцините. Тоа се покажуваше со меѓународен супорт на Бугарија за Македонија. Добре, сега помага и за кучени. Значи, Не велам ние дека сега има некаква омраза меѓу Македонија и Бугарија, меѓутоа зборуваме за политика. Дозволете да довршам мислата само. Значи, како што поминува времето, во Бугарите имаше се појави некоја мала политичка партија, како се викаше тој Александров, не преживитба така. Возраждане, сега не можам да се сетам на не е важно. Почна да се занимава со ова проблематика. За жал, и од Македонија се најде едно тло. Тоа беше руска поддршка на таа мала партија и почна да приметат дека има можност вакви теми да го подигнат рейтингот. И истата работа се продолжи во Република Македонија. И на тој начин се подигна некоја работа која што беше веќе решено и завршено. Се подигна на едно друго ниво за да се дестабилизира целиот договор кој што е направен и стигнавме до вакви мизерни односи со една соседна држава кој што и историјата не врзува нашата држава со Бугарија и сме имале добри односи, сега стигнавме во ситуација. Очекувате ли дека нема сепак да го блокираат извештајот на ВАС за напредокот за Македонија, бидејќи таму во Европскиот парламент стојат 4 амандмани околу тоа дека се потврдува многу векове македонски идентитет. Да беше 2018, ќе бев сигурен дека немаше да го спречи. Сега да. Добро. Сега да. Ајде и вас да слушнеме. Како што ги подигнавме на тоа ниво, ги подигнавме многу теми отворивте да некако еднонасочно Не сакам да ве прекинувам и вас кога зборувате, меѓутоа ако сакате ние ќе се сеснеме, немаме проблем. Не, сега гледам да бидеме колку што може по-парламентарни, да си ги кажеме мислите што ги имаме, меѓутоа не се согласувам со вас од една проста причина што владата до 2024 година де факто беше управувана токму од вашата политичка партија и дека големите одлуки кои што се носела беа под ајде да не употребувам лоши термини, меѓутоа беа под диригентска палка на ДУИ. СДС беше само помалиот коалиционен партнер и така беа и распоредба на силите во владата и така натаму. А има лошо во тоа нешто? Нема лошо ништо во тоа, јас не сум националист, меѓутоа по однос на националните прашања кои што ги засегаат македонците да одлучува министер кој што доаѓа од помала политичка партија, односно влада одлучуваше. Добро, сега влада одлучуваше да и знаете, тоа ми беше и мислата и поентата дека таа влада беше раководена токму од министрите од ДУИ и беше предводена од нив и сите одлуки беа во насока на таму и ништо не добивме од тоа што вие викате дека се забрзал процесот, туку дополнително го закочиме процесот. И треба да гледате да ја гледаме и поголемата слика. Доволно отстапки направивме во овие 34-35 години. Повеќе од доволно отстапки направивме. Што се случи со Европската унија во овој меѓу период? Секогаш сме на некоја порта на чекање, направивме сериозни исчекори по штета на македонскиот национален идентитет и по промената на името се разбира тоа како не момент кој што не требаш да ни се случи. И за сметка на тоа ништо не добивме. Проширувањето немаше такво ветување сепак. Како? Ве молам се не ми влетувајте се. Како немаше такво ветување? Никад северна. Да се дискаже пак. Додека бевме во опозиција ги направивме сите можни чекори да ве спречиме во она што го направивте, а верувам дека иако рековте може да сочувствувате со македонците, но никогаш не ги гледате македонските национални прашања како ваши. Тоа е де факт. Што е несоборлив овде. До сега барем во ова политичко милје во кое што го имаме. Може да сте управо, да. Не може да сум управо, јас сум сигурно во право дека ова е вака. И не смеевме како држава да си дозволиме, односно таа влада која што вие именувате, да си дозволи да влезе во такви едни преговори за кои што исходот се знаеше дека нема да биде финален и дека исходот ќе оди, односно ќе се продлабочува проблемот кој што го имаме, а тенденцијата на нашите источни соседи добро ја знаеме која е. И на крајот на денот, тоа ми беше и поентата, треба да ја гледаме и целосната слика. Од 2007 нема проширување на Европската унија. Колку треба отстапки ние да направиме, треба и некој сигнал и од таму да стаса дека треба да одиме понатаму, чекор понатаму и овие заложби кои што се сега, добро е да се седи на маса, да се разговара, да ги видиме опциите. Што ќе се случува со Македонија ако секој од соседите побара нешто во патот на интеграциите и секогаш ако билатералните проблеми, а не критериумите кои што ги исполнуваме, се единствениот услов за влез во Европската унија. Тогаш ништо нема да остане од оваа држава. И зошто е на крајот на денот
за членувањето на Македонија во Европска унија ако ние се обезличиме како народ. Ова не е наше, ние сме само современици. За ова парче земја гинеле, крв се пролеало. Ние не можеме така да ја забораваме историјата, ние да имаме заедничка историја со сите балкански народи. Споделена е тоа. Ама Тоа се вика споделена. тоа не му дава право на нашите соседи да вика дека ние сме вештачка творевина. На крајот на денот библиска земја сме ние, сега да не се враќаме назад. Значи, тоа имаме право да си се држиме до нашиот национален идентитет, она што ни е пишано во уставот и во сите закони дека ние треба така и да се однесуваме, не ни е ова даено на подарок. За ова некој гинел. И ние не можеме сега преку ноќ да даваме отстапки сега на секое барање да се прават отстапки. Кои од земите членки до сегашни на Европската унија направиле вакви сериозни отстапки па станале членки на Европската унија? Ниту една. Си ги исполниле критериумите и добро е ова политика што ова влада ја води, дека треба ние внатрешно да си се ојакниме, да си ја зајакниме економијата, да подигниме животниот стандард и да бидиме земја не која што моли да влезе во Европската унија, туку природно да дојде да бидиме согласно стандардите, економијата, образованието и така натаму, да бидиме полноправна членка на тој начин, не само со отстапки правење. Што би се случувало, еве вие како што велите, уште 30 години да нема проширување на Европската унија, ние сме направиле сериозни чекори. Како поколенијата во иднина би не суделе нас. Ако му веруваме на Милановиќ, никој нема да влезе. 2027 Добро, ќе видиме. Добро, близко е времето. се снима емисијава, ќе видиме. Значи само ме интересира, вие сте против францускиот договор, така? Не ве разбирам со прашањето, како? Така, против. Тоа со целот. Јас сум против барањата на нашиот источен сосед, а не сум против договори и за членување. Францускиот договор ги содржи барањата на нашите соседи. Има и два протоколи што се спорни. Нашите соседи. Зашто? Добро, ама тоа го отворивме како прашање. Ги имате бројките. Зошто го потпишавме францускиот договор? Чекај, зашто сега не покренувате иницијатива, или во собрание, за да го кинеме францускиот договор? Зашто? Или ова све се прави само како политика? Се политизира една работа која што е потпишана договорот. Исто како со Бектеленка. Нели? До вчера беше најкриминален и у еден ден бидна најдобар. Францускиот договор, ако не ви се свиѓа на вас, покренете иницијатива да се укине. Ги имате бројките, зашто не го укинувате? Не ми е јасно мене. Исто така, Северна Македонија, не ви се свиѓа. Мотото, граѓаните ве гласа на последните избори. Никад Северна. Од првиот ден почна да биде Северна Македонија. Од вториот ден. Добро, првиот ден председателката не го кажа тоа на свеченото. И ги имате бројките, може да го смените повторно да го враќате името на Македонија, зашто го држите Северна? Сега ми алудирате дека владава не треба да го почитува уставниот поредок? Не, ви алудирам дека со францускиот договор имате алатки и механизми ги користиме сите алатки за да ги поправиме условите. Иницијатива за да се укине тој договор. Имате алатки. Ние имавме сериозна можност да тој францускиот договор го направиме да не биде во ваква форма како што е. Ги спомнавте и Бехтел и Енка, ние зборувавме за тоа и ниту еден договор до сега, еве сега сме потпишавме стратешко партнерство со сериозна финансиска помош. За коридорот 10, за брзата пруга, да. Точно така. Ама не, ова Македонија нема да плати сега 260 милиони евра унапред за да не знаеме зошто.